Добро вечер. Измена интересна недела, а случувањата во Унгарија, опозицијата се погреши да не изгледаат како нешто нас да не се случува. Венко Филипче, лидерот на СДСМ, се стави во елемент. Не е ништо ново и не се случува прв пат. Филипче неговата СДСМ одамна ја напаѓаа телевизија Алфа, но со промените во Унгарија го достигнаа врвот. Па, кога беа на власт, Алфа ја тресеа сите можни инспекции. Беше проверено буквално се, од игла до локомотива. И што е најинтересно, имаа нивни директор на финансиска полиција. И тој не најде ништо, тогаш во 2019, ама сега изгледа му текнало во 2026 дека нашол нешто. Па залетам Филипче си пушти и кривична пријава до Алфа. Ова не е никаква правда, туку чист политички притисок. Кривичната пријава е изградена врз истите оние неуспешни инспекции од минатото, кога не беше најдена ниту една дамка. Сега, со клевети и лажни конструкции се прави обид да се заплашат огласувачите и да се удри по Алфа таму каде што најмногу боли, финансиски. Ова е очен обид за замолчување на критички медиум, за кој некој ќе мора да сноси одговорност. Филипче цела седмица упатува брутални напади до новинарите на телевизијата и до уредувачката политика. Небулозно, лидер на наводно најголемата опозицијска партија, која најверојатно веќе и не е, се дрзнува да се меша, да уредува и да етикетира новинари. Но никако да се соочи со нив. Не само него. Милион пати досега колегите ги викале функционерите на СДСМ да гостуваат. И кога беа на власт, и сега во опозиција. Овде вратата е отворена за секого и секој може да го каже својот став и мислење. Не одбиле, мал милион пати, не одбија и вчера. Нормално е Алфа да бара одговори од како некој јавно мафта со кривични и се обидува да ја оцрни и компромитира телевизијата. Но засега имаме само кривична, наместо дебата. Напади, наместо аргументи. Да видиме што вели Филипче и зошто не доаѓа во Алфа. Господин Филипче, јас сум медија телевизија Алфа, па би сакала и да неколку пати сте покана да дојдете кај нас во емисија, во вести, во било кое издание, па би сакала нешто да испратам покана, кога сакате отворени за вратата на телевизија Алфа, се што сакате да порачате, слободно можете да дојдете. Кај не се да порачате, би сакала да ви одговор дали ќе дојдете, кога ќе дојдете, сакате ли да дојдете. Благодарам поканата, а ќе дојдам кога ќе ве ослободам. Ќе ве ослободам од канџите кои што сте ставени врз вашиот медиум, од црните пари кои што доаѓаат од Унгарија, поради тоа што има докажано, или барем сомнеш, дека таа телевизија се користи за перење пари. Кога ќе ве ослободам од тој наратив што го ширите, антиевропски, и дискредитациони политики кои што ги креирате и ги спроведувате. Ако се прашува телевизија Алфа, јас сум хиперкорумпиран човек, кој што гради згради во Дубај и има куќи не знам каде низ Скопје, ваши новинари одеа и се сликаа пред куќи во Нерези, кои што нема никаква врска со мене. Од кога завршија процесите, анализите, проверките на државната комисија спречување на корупција, вие не се извинивте? Сакате така да ме отцрните? Така да, со таков наратив, само да довршам, се извинувам. Јас не брзам, може да разговараме на сите теми. Меѓутоа, се додека има контрола преку тој Орбанов систем, не само кај нас, туку и сегде во регионот, кој што не држи далеко од Европа и шири лажни вести, дискредитира, шири лажни информации, црни кампањи. Јас нема да дојдам. Ќе дојдам тогаш кога ќе ве ослободам. А ќе се случи тоа. И гледаме дека процесот започнува. Гледаме што кажува новиот премиер на Унгарија. Ќе расчисти со медиумскиот октопод на претходниот премиер Орбан. И ќе расчистиме и ќе бидете слободни. Дали ќе вие ќе се извинете кога се што кажувате, ќе излезе дека е навистина? Јас сум спремен да дебатирам на било која тема. Ќе се извинете? Ќе дебатираме на било која тема. И додека Агенцијата за медиуми и новинарските здруженија предупредуваат дека нападите врз медиумите се недозволеви, политичкиот притисок не стигнува. Која преминува границата? Дали кривичната пријава има правна тежина или е средство за притисок? Вечерва со адвокат Сашко Дуковски ќе направиме правна анализа на случајот што ја бранува јавноста.
Тука е и долгогодишниот уредник и колумнист Бранко Геровски, кој директно ќе одговори дали медиумите повторно стануваат мета. Ќе погледнеме уште еден прилог како не само Филипче, туку и неговите претходници се однесуваа со телевизија Алфа. Веднаш потоа продолжуваме со дискусијата во студио. Останете со нас. ТВ Алфа фиксација и ноќна мора на сите лидери на СДСМ во изминативе десетина години. Неоснованата кривична пријава за наводно перење пари и сомнително финансирање, со која без никакви докази се обидуваат да го нарушат угледот на телевизијата, е само последен во низата обиди за пресметка со медиумот. Наместо одговори на конкретни и директни прашања, наместо деманти ако нешто објавено не било вистина, со години само клевети, навреди и етикетирања. Наједноставно новинарско прашање кон партискиот лидер, каква европска и демократска вредност покажува со нападите кон една национална телевизија, бидејќи не му се допаѓа уредувачката политика, левичарот Венко Филипче реши да искористи за напад кон Алфа и при неколку дневната прослава на победата на десничарска партија во Унгарија. Каква демократска и европска вредност покажува за тоа што етикетирате медиуми, бидејќи не ви се допаѓа нивната уредувачка политика? Вие сте од Алфа телевизија. Малце паника фаќа се од кога газдата изгуби власт. Сега се прашувате кој ќе ја финансира. Но ваквите потези веќе не се никакво изненадување, секогаш кога некое прашање не му е померак, од Филипче нема одговор, туку неосновани тврдења дека Алфа ширела лажни вести. Имате изпратеници во ДВ сообщенија ги пишувате ВМРО, ВМРО ДОС, да си точно ДОС, што значи кога го кажат. Оставите фейк вести. Дајте, имате ли други прашања? Фейк ньюс, Алфа, фейк ньюс. Мене ме обвинуваа дека имам куќе у нерези. Доаѓаше ваш колега новинар. Престанете ве молам со фейк ньюс и со дефокусот, престанете. Покрај обвинувањата за лажни вести, новинари на Алфа често знаеле да трпат и директни навреди од лидерот на СДСМ, само бидејќи прашање не му е померак. Ако што гледате не знаете ништо ме прашувате. На вакви лажни вести од кујните на ВМРО не одговара. Ви кажав се. Но Филипче очигледно имал од кого да учи еден од претходните председатели на СДСМ Зоран Заев, за кого не крие дека му е близок пријател, а по се изгледа и политички ментор. Во времето кога тој беше премиер, Алфа секојдневно беше домаќин на финансиската полиција, чии инспектори во своите контроли не најдоа никаква дамка во финансиското работење. Заев, одбивајќи гостување на Алфа, директно реши се заканува преку институциите кои тогаш беа предводени од него. Фатиме ли поканата на Алфа телевизија? Не ја прифаќаме поканата. Не ја прифаќаме на Алфа телевизија. Ке видите зошто. Посебно во момент каде што според мене се прави сериозна истрага. Во 7-годишното владење СДСМ и покрај заканите не успеа да докаже никакви недоследности во работата на Алфа, па сега врз основ на документи кои ги истражуваа во своето владење, решија да поднесуваат кривична пријава. Накратко, сериозни сомнежи за перење пари преку лажни реклами и сомнителен капитал како извор на финансирање. Зашто имало и постапка започната. Алфа беше трн во око на уште еден поранешен лидер на СДСМ, екс-премиерот Димитар Ковачевски. Го обвини нашиот медиум дека наликувал на партиски сектор за комуникации, а друг медиум пак бил трговец со енергенси. Во државата има медиум, чија што уредувачка политика повеќе наликува на уредувачка политика на компанија која што тргува со енергенси, а има и медиум кој што уредувачка политика повеќе личи на уредувачка политика на партиски сектор за комуникација. Во владењето на СДСМ покрај гостопримството кој Алфа го покажа тогаш кон финансиските инспектори, кои има увид во целата документација за финансиското работење, нашиот медиум беше жртва и на хајки кој против Алфа ги водеше тогашното СЈО, предводен од правосилно осудената за криминал Катица Јанева, но и при контролите на специјалните обвинители не беше пронајдена никаква дамка во работењето на телевизијата. Повторно сме назад во студио, како што најавив и на самиот почеток. Вечерва со мене е адвокатот Сашко Дуковски. Добро вечер. Добро вечер. Што прифативте да учествувате во емисијата. И долгогодишниот уредник и колумнист Бранко Геровски. Слушнавте и двајцата најавата на зашто ќе дискутираме вечерва. Се надевам ќе имаме и плодна дискусија. Константните напади на Венко Филипче и партијата СДСМ спрема Алфа телевизија, дури последно веќе е најавен и како наш ослободител. Јас ќе морам да ве прашам на самиот почеток, прашањето е до вас двајцата и до двајцата, дали вие се чувствувате
слободни во телевизија Алфа или треба некој да дојде да не ослободи? Какво е чувството на самиот почеток? Па малце ме беше страв, да бидам искрен. Кога доаѓа вака се вртев лево и десно, ама сепак успеав да дојдам и кога влегов внатре, сега више се чувствувам супер слободно. Не, се шегувам секако, тоа се необични будалаштини. Не знам зашто некој би се чувствувал несигурно во национална телевизија, во еден медиум. Тоа се само популистички наводи и напори за некакво популистичко оцрнување на некоја телевизија, затоа што не е покејфот на тоа што некој смета дека треба да каже за некого и искажување на свој став, а се она што е спротивно на тој негов став или нечи став, тоа значи дека сите тие се криминалци, дека се неслободни, па ќе се ослободувале и така натака. Прилично гротескно изгледаше ова што сега го гледав. И една работа ми падна во памет на памет на двата прилога. Значи, тој човек кога ги дава тие изјави, а се претпоставува како некаков ослободител и некаков голем демократа, согласно Законот за граѓанска одговорност за клевета и за навреда, па минимум 4-5 клевети и навреди имаше кон телевизија Алфа, а од друга страна имаше и кривично дело омаловажување на друг со префрлање на кривично дело. Он збори висекна црните пари, висекна ова, висекна она, нема кој да се однесува. Така да тој што критикува би требало малце да се замисли за својата тежина на искажаното. Едно е тоа некој да го кажува пазарџија што продава на пазар, а друго е кога тоа го кажува лидер на наводно најголемата опозицијска партија. Гировски, морам да ве прашам дали се чувствувате заробена, веќе сте можеби половина час тука? А ја во последниот месец дена плика бев малку послободен, со оглед на тоа фактот дека претходно доста често гостував во Алфа, па се чувствував малку како заробен. Сега пак се враќам во заробеништво и морам да кажам дека дојдов со намера да кажам работи кои се во прилог на слободарскиот поглед на новинарството, а тоа не е ова што го зборува дефинитивно Венко Филипче, лидерот на СДСМ. Еманципацијата на медиумите или ослободувањето не се прави со луѓе што се сметаат себе си за ослободители, нели? Затоа и во едно на Facebook во една фотомонтажа го нацртав како цар ослободител, нели? Седнат во студиото на Алфа. Не е убаво, значи не е убаво. Тоа не е начинот за еманципација на свеста за медиумите воопшто. Тоа покажува на нешто друго, покажува дека во овој човек, кому јас му, како да кажам, му подарив презумпција на пристојност. Значи, постојано се однесував со него во еден долг период со претпоставка дека е пристоен човек, нели? Меѓутоа, очигледно во него клучи клече еден цензор опасен, една цензорска свест, типична за автократи, типична за луѓе кои ќе дојдат на власт може да прават се што, а господин Филипче се уште не ни помирисал власт во вистинска смисла на зборот. Па доваѓа, ослободува, уредува, менува наративи и така натаму коментира. Тоа е просто недозволено во политиката и скоро последен пат го коментира во оној прв напад кога вашиот колега Матеа беше да ја прими таа порака, која велеше нели онака цинично во најовиот стил, во неговата боја на гласот, се плашите, паника, ве фаќа сега и така грдо изгледа само по себе. Ама таму имаше, како што кажа господин Гутковски, веќе елементи на
дела, на казниви дела, и граѓански и кривични, и затоа во една колумна напишав и го повикав новиот јавен обвинител да испие кафе, да го викне господин Филипче на кафе и да му објасни како стојат работите според законите. Бидејќи господин Филипче очигледно нема поима за тоа, а пострашно тоа што изгледа на бикачка моментот никој не разбира дека може со вакви настапи да направат кривични дела, омаловажување, лажно пријавување, да не зборам за кривични дела. Не сте само вие, Алфа. Да се разбереме, не е само оваа телевизија натак. Претходно околу Нова година мене ме забавлja 2 месеца ајде тоа помина, некако не е важно, јас да речам, ми следува тоа од тој камп, нели? Па и со Инфомакс последно што беше изненадување. Кои наративи на Инфомакс? Што на Инфомакс не им се допадна, не му се допадна за онака грубо, да после 2-3 критички забелешки на тие на луѓево од Инфомакс, нели? Нормални некои критички забелешки, он влетува како метафора ова, како вол во купус и влетува со некаков напад што таму не му се допадна. Нема соопштение на СДСМ кое не било објавено, нема реакција која не било објавено, нон-стоп, секоја вечер ти од Инфомакс онака се баш упорни. Тоа работа човече, сега вече како да кажам, зборење по 3 сата. И се тоа ништо не важи, ништо ова, и одеднаш него не му се допаѓаат наративите. Он би да го редува Инфомакс, он би да редува се. Он ја оценува вашата политика како антиевропска, па не знам, овој бил антиевропски, оној бил, не знам што ќе коментираат сега за Радев, например, баш ме интересира, каков е тој сега. Проруски ли ќе биде, ќе го напаѓа. Просто цела таа логика, цела таа политичка агенда која е криво насадена со туѓи наративи, со, да го потребам тој збор го научил сега Филипче, нели? Таму, сега го прекршува во својот однос непристоен кон медиумите и тоа навистина е трагично. Знаете, симптоматично е што нападите на Алфа не се од сега, да кажем, оваа година, повеќе години наназад и неговите претходници, како и тој самиот дури имаше и партиска одлука, многу пати мои колеги, јас сум ги повикувала, не мора самостојно ако се плашат од уредувачката политика на Алфа, нека ние тука ќе ги седнеме и ќе ги нападнеме, дури и со соговорник, да се отвори една дебата во однос на некои прашања кои што многу пати, многу често не обвинувале. Ниту еден. Едноставно функционерите на СДСМ, вклучувајќи го и Венко, не сака да дојде. Тој одговори, тој чека да се ослободи телевизијата, односно тој ќе биде нели ослободителот, тогаш ќе дојде, меѓутоа долгогодишен новинар, уредник сте, колумнист, децении се позади вас искуство. Што мислите вие, која е она главната причина што Венко нас не па и не навредува и не клевети, меѓутоа не може да се соочи? Видите, вие сте помлада новинарка, и немате искуство, да речеме, од 1990-тите години и подоцна. Нема македонски политичари кои не се обидувале да вршат притисок врз медиумите, но во принцип тоа го правеле преку подизведувачи на работите. И за жал, тоа биле најчесто наши колеги, новинари. Ке се врзат едните за една група, други за друга група и тоа се пресметуваат новинарите меѓу себе. Ја имам такво богато искуство и повеќе други новинари од мојата генерација. Оно што е чудно, и тука не очекувајте. Сега вие сте во филмот као, сега ќе дојде Венко па ќе се објаснува тоа дека. Не, неговиот филм е дека тој ќе се однесува како Петер Маџар. Тоа го гледало на видео, неговиот настап, не знам дали го видите настапот на Петер Маџар на нивниот јавен сервис, кај што он, нели, навреден доаѓа Петер Маџар, па вика вие ме напаѓавте и така натаму, и он најаво таму ќе направи лом во јавниот сервис. Може би и кај нас така некој мисли дека треба, може, па може би реално така требало, ама тоа е во јавниот сервис. Каде што државата е собственик, каде што е газда. Не може никој да очекува да се однесува вака, да влезе како ослободител, да седне овдека во студио како газда во туѓа парчија, во приватен тоа не функционира така. И не го барете, не го чекате, тоа не. Оно е од друг филм,
Жал ми е што е во таков Но филм. филмов и години што да наназад беше, не е само, пак ја повторам, и 7 години кога беа на власт. Едноставно партиска одлука ние не Разликата е што просто он ужива лично тоа да го прави. Лично, со неговиот вокабулар, со неговиот начин и тоа е нешто ново за мене. Тоа е нешто, ја не сум го видел ни од Заев, ни од Груевски, ни од претходниците, ни не де Боже од Ковачевски и така натаму. Не, они ќе најдат таму некој она, па ќе се колиме бесиме новинарите меѓу себе, тоа да. Венко оди директно. Ужива самиот. Тоа страшно е. Но има една работа тука што ми западна за око, вдека ова не е баш безазлена работа. Ја не сум психијатар, многу далеку од тоа, лаик сум за тоа, но вие кога слушате вакви изјави, фактички се запрашувате што би се случило на вистина да он ја има таа моќ, како што се само промовира дека е ослободител, во смисол на легалните институции на системот. Конкретно, кога би го имал предходниот или обвинителот пред него избран од нив, и они веројатно, ја не знам, но ова што го слушам, веројатно функционираат така да сега јас по моите стандарди сметам дека вие сте заробена телевизија, сметам по моите високи стандарди дека вие перете пари, дека вие земате црни пари и сега ја вклучувам машинеријата викана обвинителство, кои што се мои, како што употреби ценетиот Геро, и јас го користам тој термин, подизведувачи, многу вака го милувам, подизведувачи, што е срамота да бидат подизведувачи некои обвинители кои што се избрани од вас, и тука може да се нанесе неверојатна штета. Не правиме муабет само за финансова штета или било каква друга штета. Збориме за фингирање на процеси, за лажни обвинувања и така натака. Затоа што, знаете што, хартија трпи се. И јас барем имам видено многу пати некакви фингирани случаи кога ја одат директно од највисоките структури на власта, како луѓе гнијат по затвори заради тоа што некој мали џокица си се замислил дека е некаков ослободител и он сега во 21 век ќе ви објасни и ќе објасни на светот што е демократија, како треба некои вести да се пренесуваат, што значи објективно новинарство, ама само ако не тоа му одговара. Ова воопшто не е безазлена работа и може би целата приказка е помалце битна затоа што човекот се наоѓа во опозиција. Замислете кога он би имал реална власт, што би се случувало. Споминавте навреда и клевета во неговите зборови, препознавте елементи, имате искуство со навреди и клевети како судска пракса. Во однос на тоа, дали на вистина, еве според вас како адвокат, ги клевети ги навредува новинарите на Алфа и за уште една штета. Знаете како ова сите овие негови соопштенија, изјави против телевизија Алфа, ние сепак имаме огласувачи кои што се огласуваат и нели се рекламираат телевизија. Едноставно неговиот наратив може да влие, да не ги повлече огласувачите и телевизијата Алфа на вистина да претрпи штета, кој ќе сноси одговорност за тоа. Обвинителство ќе излезе и ќе ја провери. Кривичната пријава не е ништо поразлично од она во 2019 кога тие беа на власт, има директор на финансиска полиција и така натака, доаѓаат тука инспекции, ништо не најдоа. Еве сега во 26-та, меѓутоа некој би требало да понесе одговорност. Штета ќе имаме и со огласувачите, нели? Па за штетата одговара тој што ја предизвикал штетата, а штетата тука е предизвикана. Јас ви велам три сентенци слушнав во 3 минути кои што се чиста клевета или навреда. Член 6 и член 7 од Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда. Црни пари.
Ви тоа во минато време. Одработувате агенда на Орбан, сега ви секна парите. Значи, он вас ве прави како некаква си режимска телевизија, како од времето на Чаушеску, што е недозволиво. Прво, менталната хигиена и домашна култура, јас себе си не би си дозволил такви термини во минато време да употребам. Тоа е една работа и секако дека постои граѓанска, зборам, одговорност за клевета и за навреда, а јас сум прилично сигурен дека тоа е постои кривично дело, омаловажување со префрлање на кривично дело. Он 100 пати кажува дека парите ги перете, прљавите, црните пари. Мисле дека колегиве, конкретно Мири колешката беше на пресод Матеа, неколку пати ја не сум имала прилика лично вака да ми се обрати. Ако поднесеме тужба за клевета навреда, би ја добиле, според до сега. Па ја мислам дека би ја добиле само на овие изјави, ако таа се поднесува во рок од 3 месеци од последната изјава, но кога би се вратиле поранешното однесување, има и многу пострашни работи што се кажани. Главното прашање е дали се секогаш треба да се проценат работите, дали треба да се губи време, иако ја од тоа живеам, дали треба да се губи време некој да оди во судови. Секако не е дозволено никому да збори за некого што сака, и затоа е всушност тој закон за клевета и за навреда, за граѓанска одговорност. Но прашањето на крајот на денот е дали некој може да си дозволи од своето скапоцено време да оди по судови да се докажува со некакви детски изјави. Ова што тука се кажува за мене е детска изјава. Не ви доаѓам ја во телевизија, нема да ви доаѓам, нема, играчките не ви се добри, нема да ви доаѓам во телевизија. Така да не сум баш сигурен дека има потреба за тоа, но секако е несоодветно и недемократски. Во врска со ова што го кажавте, секако дека не само вие, вие го видовте вториот и во претходниот прилог за поранешниот вице-премиер Ковачевски. За вас кажува дека сте од партиски штаб, за една друга, исто така национална телевизија, кажува како да е трговец со нафтени деривати. Што е тоа ако не е тоа клевета? Значи, едно е слобода на говор и нема поголем поборник за мене од слободата на говорот. Судот во Страсбур прифаќа дури и претерување, но ова е чиста навреда. Ова е умисла кон еден правен субјект. И угледам оној, како да го наречам, оној лик што се слика пред обвинителството, се слика и кажува, не знае да каже зашто поднесол кривична. Институцијата му е утка. Па институцијата е основното обвинителство. Барем до толку треба некој, нели имаат правни тимови таму. Па од тие правни тимови беа истакнати правници, па беа членови и председатели на судски совет. Па треба некој да му каже, ако е перење пари, дека перење пари е надлежно, согласно законот за јавно обвинителство, е надлежно обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. А не да се сликате пред основното обвинителство, каде што се гонат джепни кражби на пазарот. Така да, и она соопштение, може би ќе дали со прашалници, битно поднеле кривична пријава. Знаете што? Секому законот тоа го дозволува, дури има императивен член еден во законот за кривична постапка и вели: секој може да поднесе кривична пријава за кривично дело за кое што се гони по службена должност. Тоа е дигнато на повисок степен кога се работи за припадници на некои институции. Тие се должни. Значи, должност и можност. Секој може да поднесе кривично дело, кривична пријава за некој кривично дело, а припадниците на институциите се должни. Согласно член 273. Но, јас можам да поднесам кривична пријава против Тито.
Сега карикирам. Значи, тоа не значи дека ако се поднесе кривична пријава... Па знаете ли вие колку дневно се поднесуваат кривични пријави во сите обвинителства? Имате дежурни поднесувачи на кривични пријави, поднесуваат по 10 кривични пријави дневно. Се пишуваат на хартија, луѓето поднесуваат. Што значи кривичната пријава? Готово, он ве пресуди, црни пари, не ви е лесно, падна владата, какви се тие изјави. Мислам, повтор пат ќе речам, менталната хигиена и домашното воспитување се најбитни и јас тоа не би го изјавил. Вие може да сте против. Личи ли на некој нов начин на политички притисок врз медиум? Сепак ние сме медиум е лидер на опозицијска партија. Дефинитивно СДСМ се обидува да конструира еден агол на гледање на нештата, кој е целосно недемократски и апсолутно е против разбирањето на тоа што значи слобода во медиумите, против разбирањето на што значи тоа собственост на медиуми, што значи тоа редувачка политика и т.н. Овој човек, затоа велев ја, некој треба да му објасни. Сега, пак предпоставам дека човекот е од дома излезен, да речеме, избањето од саба, или па се попад, ке се извлка некаде, нели? Така, ама некој треба да научи како да не го прави тоа, нели? Вели, почитуваната докаде, вели, секој може да напише, да даде кривична пријава. Дури не мора да не ја напише. Така. Може да изјави, да ја каже, еве сега. И он секој ден на пресконференција изјавува кривични пријави, а тоа него не знае, можеби. Он пријавува. Неговите гласови обвинители треба да ги третираат како допрен глас. Во крајна линија он се продава себе си за лидер на опозицијата. Не е веќе лидер на опозицијата, далеку од тоа, но добро, сака човекот да мисли така и тоа е окей. Он дури има право да ја коментира вашата редовичка политика, меѓутоа некој треба да му го објасни нештата. Во медиумите постои собственост. Медиумската индустрија, господин Филипче, така треба да му каже, е индустрија како секоја друга. Постојат собственици. Собствениците наложуваат елементарна основи на деловна политика, основи на родувачка политика. Уредниците прифаќаат, може да се договорат за автономна родувачка политика, може да се договорат да следат некоја линија, може таа да биде скроз про СДСМ, може да биде про левица, може да биде било кој така таму, и тоа е легитимно, тоа е законска, тоа не е ништо црно нема во тоа. Како што е легитимно тебе да не ти се допаѓа некоја политика. И да коментираш, и да напагаш. Ајде што вели, да го подигнеме малку нивото на дебата во Македонија, дека биде малку неумерено. Тоа беше суштината на мојата кавга со него медиумите. Што може да лупете ја фрфлям, нели ја фрфлям, тоа се беше речникот кој да. Ја викам да ти си будава. И се политичарите, јавните личности се обврзани повеќе од обичните луѓе да прифатат таква критика според критериумите на Европскиот суд. За 10 пресуди кои го кажував, во Австрија има случај, еден другиот го нарекува кретен. И тоа проаѓа. Идиот, пардон, зборот е ова. Меѓутоа, кај овој човек, лидер на партија, и кај партијата, гледаме нешто друго. Кај него гледаме чувствителност, ако тој биде нападнат, може би неосновано, а тој може да коментира, да се спушта на ниво, да рече, на пример, во едно соопштение, порано многу често, сега го заборавија тој момент, сега повторно вели Латас и Ивона, која е во врска со Латас, и од почеток врска. Тоа 100 пати го кажа во соопштенијата. Па добро, сега ние да зидеме овде, отвариме лкај усти, па да збориме за евентуално, да спекулираме за врските на Венко Филипче, за врските на тие околу него. На што би личело тоа? Недолично се. Просто мора да се овој човек да свати, самиот ако не може некој да му каже, пријател тоа треба да му го каже, да се скурде пса, ја го употребив тој македонски избор, да се прибере. Бидејќи стварно треба да се прибере, во негов интерес се прибере. Ова не проаѓа. Ја не знам како можеш напишеш Ивона врската и да одиш дома. И некој дома те прими. Па ја да кажам така, нешто дома не ме прима, што тука нормален ли си? Кај си бил, што си бил? Не бива некои работи и нема тука ништо со слободарско новинарство, ова е директен притисок, ама на едно ниско
Сериозен, не велам несериозен, но нивото, стилот во кое тоа се кажува, кое се изразува е простачки. Простачки, просто простачки. И уште една работа, кога збориме за приватниот медиум, значи уставно загарантирано, највисокиот правен акт во оваа држава и во секоја, впрочем, е уставно загарантирано право на собственост. Приватна собственост. Света. Значи јас, еве ќе ви дадам пример. Може да и мене не ми се допаѓа задруга или оние фарми будалаштини, оние како се викаат. И така некош кој ќе свртам за 2 секунди. Ама што сега? Тоа е моje мислење. Значи има одреден квантум на гледачи што сакаат да го гледат и тука почнува и завршува приказката. Јас лично можда мислам дека тие се исто идиоти таму што седат со оние будалаштини што ги прават. Ама кој сум јас? Кажува спектаторите, конзументите на програмата кажуваат дали сте добри или не сте добри. Ако вие не сте добри како телевизија, сами ќе се угаснете. Како што сте приватна собственост, ако немате реклами, ако не екзистирате на пазарна база, вие сами ќе се укинете. Ова што го повикува, ова е класична повик на диктатура, подобни и неподобни медиуми, ама по негово сваќање на подобноста. Што рече Геро, многу ниско. Видите, он не сваќа. За некој ќе гласаат на 4 години, можеби на 2 години и така натаму. И тогаш за ваквите глупости ќе се добие казна, како што добивале до сега многу пати казна. Меѓу другото е за односот кон медиумите. Не кажам за Заев сега, он зборал Заев таму, колку сум го чинал ја или некој друг и така натаму. Тоа е казна која ти следува, бидејќи за разлика од политичарите, новинарите, ние сме на гласење секој ден. Не ти се допаѓа задруга, и мене не ми се допаѓа. Имаш ремоут контрол, штрак. Да. Тоа го Друга телевизија гледам. Не ти се допаѓа што читаш плюс инфо, многу просто. Имаш скрол, еден потек вака и ти више не си таму. Ние сме на гласање секој ден и ова објективно ваквото несување, правиот медиумите си прави на себе непријатели, бидејќи нанесува штети. Да се разбереме, штети има кај сите. Не е тоа туку така, ќе те навреди, па сега ништо, зашто ние се движиме меѓу луѓе. Сепак има ехо, тоа сакам да кажам, неговите пресконференции, нападот спрема моите колеги од Алфа има ехо. Оставаа така еден простор, ќе се подзаборави, па пак ќе се навратиме. Мене ми е симптоматично, не знам дали ви се согласиле со мене, сепак 2019 има обвинител државен избран кој што сами го избраа во собрание Јовевски месечина. Финансиска полиција исто, нивни човек, член на СДСМ. Ако во 2019 доаѓале, треселе Алфа, барале финансиско, незаконско работење во телевизијата и така натака, многу симптоматично, некако премногу еуфорија ова случувањето во Унгарија и нели падот на Орбан, некако многу еуфорично СДСМ тоа си го доживее. Чинам како нели Венко ќе биде премиер во Унгарија, така се засили и сега еве после 7 години, па во 2019 ако нашле нешто со нивни институции, нивни луѓе избрани, зошто во 2019 не се процесуирала кривичната пријава? Зошто после 7 години, освен популизам, па сега да се навратиме Орбан, па со Орбан ќе ја врземе и кривичната спрема Алфа телевизија. Сврзани садови, добро рековте, 2019 година до сега, тоа се 7 скоро години, да имало нешто до сега, стварно од многу контроли ви направија нешто да имало било што. Значи има они нивни човек, тоа јавен обвинител едно, финансова полиција друго, него има нивни човек на управа за јавни приходи. Значи вие би биле процесуирани и управителот до со целосна почит до вашите хигиеничарки и вратери тука што ги имате би биле процесуирани во тоа владение на
на нивниот јавен обвинител. И сега не се наоѓа ништо за 7 години во нивна власт, и сега веднаш се отвара ново. Тоа е замајување на јавност и ништо повеќе. Замајување на јавност и ништо повеќе. И сметам дека и ова вака сега што го разговараме ќе биде протолкувано дека всушност видовте се плашат од нас, затоа така реагираат, страф им е за црните пари, и тоа се некои детски наративи кои што не би можел да ги подржам. Или евентуално да завршам оваа претпоставка, нели, сепак зборуваме за кривична пријава која не сме ја виделе. Јас што не сум видел, да помалку или повеќе, ама адвокатот треба ќе види, он гледа со други очи, ги знае делата, описи така натаму. Но кога би постоело, да збориме во кондиционално вистина нешто, или би се случило тоа да влезе еден драматичен упад и така натаму, тресење како во време на еден телевизија и така натаму, овде вие не би знаеле кај ви е главата, нели? Или би се случило нешто друго, и тоа се случило во нашата историја. Некој што има добра контрола на обвинителство би го земал предното и вака клоп, би го ставил во фиока и би го оценувал газдата. И ние тоа би го почувствувале. Вие како новинари би го почувствувале, би се смениле овие наративи што не му се допаѓаат, но тој истиот кој тогаш бил, збориме за иста партија, нели, да сме бил на власт, и ние тоа би го почувствувале. Вие нагло би добиле напад на проевропско поведение какво што замислува ова, и тоа би го виделе. А он кажува дека не е среќен човекот, цело време не е среќен со вас, крајна приказна. Контрадикторна е. Најсреќен бил да не постоиме. Не може тоа е. Не зависи од него. Не зависи од него. Него дадов ја примерот со фарма, и ја би бил најсреќен на онакви глупости да не гледам. Исто, ајде да не критикувам некои избори на онака аматерски пејачи, на што личи тоа. Ама кој сум јас да судам за нешто? А особено одговорноста е поголема, он не е обичен граѓанин. Видете, тоа не се направи во јавниот сервис кај нас, бидејќи дури во јавен сервис, ја се обложувам дека така како што го замислил Петар Мајер, добро сега, и он човекот е во една еуфорија. Иначе видите, тоа во Унгарија сега урбанизам без Орбан. Нема некоја голема идеолошка разлика. И он влегува во телевизијата и кажува тамо сега ќе видите ова, да се соберат новинарите, си ги CV-ата, си ги обноват лево десно. Некој ќе му каже: види, окей, ама ние имаме некој систем. Сигурно не сум проучувал, има некакви регулаторни тела. И кај нас ти во јавниот сервис не можеш да го направиш тоа така баш онака како слон у стакларник. Има нешто програмски совет, па има нешто вака, па има нешто. Не можеш овака да ги смениш работите преку ноќ, дури да сакаш. Проблем е што некој тоа не сака, тоа е друг проблем за кој треба да се разговара. Но тоа можеш се да го замислуваш и да си фантазираш да го правиш само со она што е во твоја државна собственост. Тоа се само два медиуми Македонија. Тоа е јавниот сервис и Македонската информативна, медиумската информативна агенција, го смени името, нели, за џабе, без врска. Друг нема. Што не може да дојде у моје село, у мој двор, кај тебе, кај мене, кај било кој, кај вашиот газда, кај мојата газдарица, да речем така натаму, да дојде ова. Но не Мајар, да биде од Белизе, да биде не знам кој, не може да дојде, види, ај сиктар надвор ќе му седи и завршува приказната. Имаш органи, имаш институции, поднеси кривична, ако нешто не ти се остварат овие што си ги замислил, он вие како вели во изјавата. Има докази, а може и сомневања. Како би има докази, а може да е сомневања. Или има докази, или има само сомневања. Значи тоа сомневања да биде нешто битно. А ако не се оствара вие сомневања, вие фина лепо, вашиот газда, управителите, ќе си намите адвокатот калибрата на Дуковски, господ Дуковски и така натаму, и ќе си напишете кривична пријава, лажно пријавување, на граѓански суд ќе се тужате за оштети лево десно и не треба тоа така да оставите. А не вие новинарите, клевета, навреда, голема работа. Тоа ми е следното прашање, господине Дуковски, кој треба да постави граница? Судовите, новинарите, јавноста, во случајов обвинителство, сега таму ќе ја примат пријавата, мислам, да не излезе само ова да остави, отфрлена е пријавата, ние ќе објавиме, другиве колеги може и да не објават, тоа да пројде така во јавноста.
А пак ќе кажам, сепак Алфа трпи штета, се удиран или не оцрнуваат и така натака, сепак сме национална телевизија и колегите исто така директно на пресконференции се оцрнати, навредени, клеветени и така натака. Како што реков прејаска, може секој секого да му поднесе кривична пријава и тоа ништо не значи, тоа е едно мртво слово на хартија. Моje скромно мислење е она излегување на представникот од таа партија пред основното обвинителство беше чисто едно позирање да ние поднесовме кривична пријава. Ништо нема да биде од таа кривична пријава. Се заведува во еден уписник РО, тамо, разно се вели. И после испитувањето ќе се утврди дали има дело или нема дело. Не знам што би имало дело и не знам за кои кривични дела би била кривичната пријава. Нешто слушнав тука, кажува црни пари, не знам дали мисли за... Да, пирење на пари, тоа е првото дело. Потоа има фалсификување на деловните книги. Значи, едно од за 3 дела станува... Прво, фалсификувањето, перењето на пари, тоа е кривично дело. Да, и даночно затајување. Значи, тоа е специфично кривично дело, значи морате да имате, ние го викаме предикативно, односно предходно кривично дело кое што потекнува тие, така да ги наречам, црни прљави пари, па вие ги перите, сте ги пуштиле во оптек. Ако немате предикативно кривично дело, како може вие веднаш перење пари да кажете? Него тоа вака на луѓево им звучи бомбастично и многу јако, дека кој знае што се случува тука, као малте не некој картел да работи во телевизијата и веднаш перење пари. Во врска со другиот дел, ова што велите, тоа е мерлива категорија, има и материјална и нематеријална штета. Материјалната штета е екзактна наука, има луѓе економисти кои што утврдуваат во истиот период за пред изјавата колку била објавувањето на разни огласувачи кај вас и после изјавата, затоа што никој не сака со криминалци да си има работа. И тука многу екзактно се утврдува со едно економско вештачење колку е вашата материјална штета. Нематеријалната штета се изразува во нарушување на честа и угледот. И двете постојат. И за едното се прави екзактно вештачење од економиста, за другото со психијатар. Колку сте вие навредени. Например, јас што сум гледал неколку пати, мислам, стварно добриот вкус тоа го забранува. Значи, таков атак кон новинар. Значи, таков атак. И ја имам новинари кои што не сакаат да ме видат, можеби. Не сакам да ги спомнам. Ама никогаш нема да си дозволам со таков вординг да некого да нападнам. Тоа е ниска култура, а особено што не станува збор за обичен човек. Да резимирам, едното и другото е мерливо и може да се оствари, а судбината на таа кривична пријава јас тргнувам прагматично. Ако во време на нивниот обвинител, кога можеле буквално што сакаат да прават, па дури јас имам сомневање дека е забошотена работата, имам само сомневање, не сум сигурен, не можам да бидам сигурен, но имам сомневање дека исто е забошотена работата во врска со модуларната болница. Значи, кога он има таква моќ, таков јавен обвинител има да што сакаат може да прават, каде што беа ангажирани вешти лица, многу ретко се ангажираат во македонските судови обвинителства вешти лица од странство, за модуларната болница беа ангажирани од Германија, врвни експерти. Каде е тоа вештачење? Што е превземено? Одговара оние јадници директори на болница колку некој да се гони. Зошто ова го зборам? Го зборам затоа што ако тогаш во најголемата моќ во сите структури на обвинителство, на полиција, на финансова полиција, на управа за финансово разузнавање, од прв до последен,
ешалон не утврдиле ништо незаконито, сега ќе утврдат нешто незаконито. Што се сменило од тогаш до сега? Или сега ви дава Орбан пари, а тогаш не ви давал Орбан пари и така натака. Тоа е една какафонија и замена на тези. Така би го. Слобода на медиуми напред насад со однесување на Венко Филипче, сепак лидер на опозицијска партија, СДСМ не е партија од вчера, не е некоја нова настаната партија, има симпатизери членови. Меѓутоа со ваков атак врз медиуми влие врз слобода на пишувањето, на јавниот збор на медиумите, напред или назад сме некако? Па не знам, ја искрено од тие мерења што се прават, ништо не верувам. Затоа што отприлика еднаш научив како тоа Репортери без граници и некои други ги прават тие истражувања и сватив дека тоа е све работа на мерење на перцепции на одреден круг на луѓе од новинарската NGO заедница во Скопје, а за сето тоа имам ја многу лошо мислење. Просто мене ми е тоа све огавно. Небитно е тоа. Значи, ние имаме освоени слободи. Ние имаме можност да го правиме тоа. И прашате дали има смисла да се тужи, сето тоа има смисла и сето тоа е прашање сериозно за вашиот менеджмент, за вашиот газда во крајна линија, за адвокати, за луѓе што ќе проценуваат. Новинарите, по моje мислење, јас така сум се поставувал, јас сум бил и со овој човек бев во една сериозна дилема, дали после толку навреди да тужам. Или прашав една адвокатка. Ако има услови. Отприлика како адвокат вели, сега ќе губиш време, тоа е така навистина малтретирање, скапа е постапката, плюс така натаму ќе се малтретираш и сега таму ќе се гледам со некој 16 или со некој вратар од Бикачка, нели? Помошник адвокат, спољни момак, што викаат србите, нели? Нема смисла. Секогаш сум резонирал и така одлучувам и во други прилики и вас ве советувам и очекувам тоа една телевизија како Алфа, сепак е национална телевизија со капацитет и со луѓе и така натаму. Па имате моќ. Што е вашата моќ како новинари? Го имаме зборот наш, имаме сликата, го имаме перото, имаме ова. А бе лом ќе оправам. Лом ќе го правам. Бадијала е незастанува. Лом ќе го правам. Може би треба во една судска инстанца да се проба со навреда со клевета, затоа што упорно, без разлика на толку покани, на толку барање да се објасни, не застанува, продолжува со критики и обвинувања кон медиумот, етикетира новинари. Вие ќе критикувате, се разбира на по пристојно ниво и така натаму, или барем на нивото што тој го смета за пристојно. Тоа мерилата на пристојно се мерливи. Кај него се некои други растегливи, кај него се други мерила, но во секој случај ние си имаме моќ како медиуми. Ние одлучуваме во крајна линија, ние создаваме перцепцијата на, значи, односот меѓу политичарот и оној што го гласа е клучен. И тој не иде директно. Он нема начин освен во кампања да застане на площадка, собере 2000-5000 луѓе и тога се обраќа директно со звучници. Инаку, како се обраќаат? Преку медиуми. Тука те чекаме, друже. Чекај, тука, тоа сме ние. Ние го создаваме во крајна линија јавното мислење, а овој што го перцепира, тој што не гледа, тој бира. Така. Избира. И тука имаме ние моќ. Реална. Така, знаете како, меѓутоа како новинар претпоставувам така и со моите колеги, битно не е да ги чуеме ве двете страни, после толку обвинувања. Па нека дојде, нека седне да го прашаме. Па не мора да го чуете Филипче, сам не сакам. Првото прашање ќе ми биде зошто во 2019 не е процесирана кривичната. Вие ги читате соопштењата на СДСМ по 10 дневно има. Да, постојано. Па тоа вие другата страна имате секој ден. Денеска не сме отвориле, се бајле, се забавljam. На Google, само еден од Македонија, гуглам соопштенија СДСМ да видам, па што станат забавни, ги пишуваат некои тамо срби, тешко се преведуваат, па ја наоѓам тоа. Имате другата страна. Кој е дојден, добре дојден е. Но дека ви фали другата страна, не ви фали. Сте биле на пресконференција. Мене ми недостасува да ги соочам. Многу сакам да ги поставам тие прашања. Зошто во 2019 исто ли кога обвинува некој да го соочиме со соговорник. Некако години назад е тоа. Го знам патите од тој како се вика тој синдром. 2 минути за Хитлер, 2 минути за евреите. Ајде да даеме на евреите 2 минути, ама и Хитлер да добие 2 минути.
Кај мене нема да добие Хитлер 2 минути. Ме разбирате? Не ме интересира. Што мисли Филип, ќе гледам. Читам, слушам, не сум глупа, еве го видов на телевизија. Што ви треба уште? Сака да ви каже колку ве Па мрази. непристојно е тоа така да обвинувате некого, а да не сакате да му гостувате. Ама според тоа мене. збори повеќе за неговото домашно воспитување и политичка култура отколку за вас. Јас би останал на тоа да Она сака да ги воспита. Епа, тоа. Сакам да одговорат на прашање, сепак не знам, мислам дека е професионално. Национална телевизија сме имаат простор години наназад да не избегнува. Ова навистина вака и личи како ќе се одиме таму каде што сакаме да се гостуваме. Многу интересно, не е само во оваа област, новинарство има многу области каде што имате самозамислени месии, каде што некој човек една работа перцепира на одреден начин и ако тоа не е по неговите стандарди или веруju, тогаш сите други се во криво. Тоа треба некој да се позанимава, можеби малку и од стручен аспект медицински на таков начин на размислување. Не е тоа само гола политика. Јас сосема на крај мислам дека го извлековме заклучокот. Според мене ова дефинитивно е само помпезна популистичка мерка со кривичната, не станува збор за никаква правна битка. Мислам, без разлика поради тоа што нели она што било во 2019 не е ништо изменето од 26-та. Тоа е мојот заклучок. Ви благодарам и на двајцата што земавте учество во емисијата. Благодарам уште еднаш. Почитувани, се надевам го задржавме вашето внимание. Се гледаме наредниот понеделник во ист термин. До тогаш останете со Алфа.